Почитувани колеги присутни, председателке на комисијата, може би ќе бидам малку поразлична од моите претходни колеги и ќе дадам една општа критика за начинот на кој што изгледа овој извештај. Може би ќе делувам малку грубо, меѓутоа сметам дека ако овде укажуваме на времено и доколку некој друг во некој друг извештај ви укажал на времено, сигурно дека како нашата прегледност на вашата работа во овој извештај би била многу подобра, а се разбира и интенцијата ваша понатаму за уште подобро завршување на обврските на оваа комисија би биле исто така поцелосообразни. За жал, овие денови гледаме повеќе задоцнети извештаи, меѓу кои што и овој извештај. Се разбира дека ова не е воопшто ваша вина, туку собранието не видело дека е итно разгледувањето на истите, па сега разгледуваме извештајот 2019 година. За жал, ова мораме да го потенцираме, заради тоа што не смееме да дозволиме да се случува, бидејќи на крајот ќе усвоиме извештај и ќе помине се незабележано, меѓутоа нема да придонесеме кон подобрување на функционирање на овие комисии и сето тоа со крајна цел задоволување на потребите и на правата на граѓаните кои што како крајна инстанца доаѓаат и до оваа комисија. За жал морам да констатирам дека одредени работи во иднина во овој облик на извештај сметам дека треба да бидат поразлични. Имено станува збор за вашата формулација и давањето на вкупниот број на решени предмети, каде што ги спојувате бројките, значи кажувате дека број на вкупно примени предмети во 2019 година во инспекцијскиот надзор од областа на трудот, социјална политика, образование и култура, од областа на транспорт и врски, животна средина, просторно планирање, локална самоуправа, одбрана, од областа на земјоделство, храна и ветеринарство, здравство, областа на економија, финанси, информатичко општество и вкупен број на решени предмети, например, потребно е, барем според мене, да се направи едно разграничување на вкупниот број на примени предмети по најразлична област. Така би можеле и ние да видиме, а и вие да реагирате, која е областа во која што најмногу поплаки, значи до втор степен, пристигаат од страна на граѓаните. Може би од сите овие области, една е областа од која што најмногу има поплаки од страна на граѓаните. Сметам дека во иднина, односно упатувам од извештајот на 2020 година, се надевам дека ќе можеме да видиме каде манјка овој систем. Заради тоа што факт е дека имате огромен број на примени предмети. За истите да бидат навремено завршени, треба некаде да се направи укор. Сега да не бидам сватена погрешно. Меѓутоа, треба да упатиме порака дека одредена инстанца од која што цело време ви стигаат овие ваши примени предмети, не работи како што треба, се повтараат по повеќе пати вакви приговори, по втори, по трет пат, самите рековте дека немате време, односно немате можности мериторно да одлучувате, меѓутоа, доколку ги разграничите областите, би виделе и во Република Македонија која е областа која што има најголем проблем. Исто така, во мојата забелешка би сакала да ве запрашам, бидејќи една од основните забелешки и на Европската комисија и во сите извештаи е поедноставување на постапката. Во ваков еден извештај сметам дека во догледна иднина или како иницијатива
сега во ново формираната комисија, без разлика што и ние имаме бројни забелешки на тоа како таа би требало да изгледа и каква конфузија би се случило на сите предмети кога би се споиле две постојани комисии во една. Сметам дека треба да зборуваме и за цели, треба да зборуваме и за начин на поедноставување на постапката особено во втор степен, значи граѓаните кои што се обраќаат до вас, заради тоа што ова е поедноставувањето на постапката е една од целите на кои што упатуваат сите забелешки од страна на Европа. И се разбира дека вашиот број на предмети, доколку се поедностави постапката, би бил може би поголем, меѓутоа во исто време би знаеле едноставно кои се проблемите кои што ги мачат граѓаните и се разбира нашата единствена и крајна цел е задоволување на основните права на граѓаните. Исто така, вашиот одговор во врска со втората забелешка на мојот колега, морам да кажам дека ме изненади, затоа што очекувам од секој еден активен учесник во ваква една комисија, па и председател, и се надевам дека е така, активно треба да учествува во креирањето на сите закони кои што се однесуваат на ваква една комисија, особено кога станува збор за пракса, затоа што теоријата и законот е едно, праксата е нешто сосема поразлично. И затоа можеби немале контакт од страна на владата при креирањето на овој апсурден закон за спојувањето на овие две комисии кои што е во моментот во собраниска процедура. Ние реагиравме со амандмани, меѓутоа за жал можеби и не ве слушнавме вас, односно паталците и оние кои што секојдневно работат со ваквите предмети и решаваат вакви предмети, и затоа не би сакала да ја подведам работењето на оваа комисија под една формалност, како што всушност е и овој извештај. Затоа добронамерна критика е во прашање. Погледнете, имаме многу извештаи кои што гледаме, на пример, можам да го пофалам извештајот на народниот правобранител, кој што точно по представки, како што можете и вие да направите, со буквално временска рамка на прием, временска рамка на решавање или нерешавање на предметите, буквално по области имаме разграничување и така може преку еден табеларен приказ да се утврди каде постојат најмногу недостатоци, односно за да може да стигнат луѓето во втор степен по жалба во управна постапка, без разлика дали станува збор за инспекцијски надзор или така натаму, да видиме кои се областите во кои што има најголеми проблеми. Ви благодарам.